Едни секое утро си спомнуваат за тој ден, други велат ги заклучиле сеќавањата и никогаш повеќе не сакаа да го споменат датумот. Децата пак на секој дожд прашуваат: "Врне, пак ли ќе се спасуваме?" 6 август 2016, денот на катастрофалните поплави што зафатија неколку скопски региони, меѓу кои населбите Ченто и Стајковци. Една година потоа, жителите на овие две населби го враќаат животот во нормала и живеат во страф и од неситната капка дожд. Во населбата Ченто наидовме на голема куќа, која во себе крие две приказни. Едната среќна за спасен млад живот, другата тажна за загубени 2 живота. Зад вратата на оваа куќа, минатата година баба и дедо останале дома со својата внука која била бебе. Кога водата почнала да надоаѓа, тие внучето го ставиле во корпа и го качиле на висок плакар во една од собите. Го спасиле незиниот живот, но тие двајцата се удавиле во големиот бран вода што ја поплавил куќата. Приказната за среќата и тагата што ги крие оваа куќа ни ја раскажаа соседите. Во дворот веднаш љубопитно дотрча малечко девојче. Спасеното бебе, си реков. Синот што ги изгубил мајката и таткото, не замоли никогаш повеќе да не му е спомнуваме поплавата и тој кобен 6 август. Ве молам, не прашувајте ме за тој ден. Тоа за мене е заклучена приказна, која никогаш повеќе не би сакал да ја отклучам, ни одговори човекот. Двокатната куќа на браќата Бектеши се уште се реновира. Фарук е вработен во контрола на летање на Скопскиот аеродром, а Ејуп во армијата на Република Македонија. Поплавата им ја уништила куќата, но за среќа сите членови на семејството останале живи. Ги спасил Ејуп. Некои од мештаните го нарекоа херој во поплавите. Го спасувал семејството, но и соседите, се додека дозволувала водата. Децава мои беа дома, значи додека помогневме комшика да ја донесем тука, почна вода да влезе и кај нас. Значи, кога влезе и кај нас, полека, значи тоа траеше неколку 40 минути за додека дојде и кај нас до метар и пол да влезе внатре во куќата. И одедат во другата страна кај другите комшии што беше парализиран човек, што имаше жена со деца таму, син не беше таму. И со 20 други таму мои другари помагавме да ги спасивме. Ги носеме во камши куќа тука на втори спас што е кај нас. Под 20 ги фаќаме у рака на рамо и полека ги носим бидејќи водата беше 1,70 м. И значи имаше ова брзо доаѓаше вода по улицава од селото што се собереше тука кај каналот што доаѓаше. И со сајли се возевме и полека така децата првин, после жена, мајка и комшиите тука, значи има сигурно околу 20 деца што ги спасе. Неговиот брат Фарук бил на работа и кога на мобилен го известиле дека има поплава, веднаш тргнал кон куќата во Ченто. Едва и едната сестра ми се спаси, што за малце ќе беше удавена, повише удавена, еден комшија го фати и го излече. Да се плаши сега за било која работа е вода или нешто, она го има доживена тоа. Више му е као траума. Ама децата се плашат од грмење или дожд. Додека тој зборуваше, неговата внука седна во неговиот скут и тивко се скри во прегратките на Чичкои. Фарук вели, децата имаат траума. Тие на секој дожд го прашуваат брат ми: "Тато врне, пак ли ќе има поплава? Пак ли ќе се спасуваме?" Ова семејство државата добило оштета од околу 6000 евра за двете уништени куќи. Двајцата браќа зеле и кредит, па на местото каде што лани исцрпеле 70 камиони шут, ѓубре и кал, од темел изградиле 2 нови куќи. Во Стајковци истата слика. Нови куќи, големи пластеници, раздвижени дворови. Во секоја куќа, секој двор крие по некоја приказна. Брачниот пар Николовски ги затекнавме во дворот. Кога ги прашавме за поплавата, се расплакаа и не поканија да седнеме. Се што печалевме заедно 46 години, ни отиде за час и половина. Водата уништи се. Ни останаа само ѕидовите и прозорците. Друго се отиде. Фала му на Бога, сите сме живи и здрави, вели Чичко Живко. Ова семејство добило околу 2000 евра, но велат, за да ја средат куќата, им требало многу повеќе. Денес, секој утро се будат со мисла за поплавата и молитва никогаш да не се повтори. Со иста мисла не пречека и Неделко Атанасовски. Тој вели дека не памети таква вода и катастрофа. Незадоволен од финансиската исплата, не испрати со порака државата да не заборава на поплавените семејства и да им ги доисплати ветените пари, без да гледа кој од чија партија е.
По солзите и насмевките, последна дестинација ни беше Скопската обиколница, каде што можеби и се случија најголемите трагедии, изгаснаа многу животи. Паднатите патокази и дупките на асфалтот се уште сведочеа за трагедиите и поплавите. Проектот и изведбата на оваа обиколница со недонаправените одводи ја предизвикаа оваа несреќа. За сега нема одговорност за тоа. Сега само се санираат направените пропусти уште при изградбата на патот. Затекнавме табла со името на фирмата Трансмет, купови песок, машини и работници што се криеа од пеколното сонце во ладовина. Неколку темина што стоја околу монтажните бараки ни рекоа дека се планира да се санираат штетите. Министерството за финансии, заклучно со 31. мај, исплатило околу 560 милиони денари за обештетување на граѓаните чии имоти претрпеа материјална штета од поплавите. Од Министерството вела дека били исплатени сите лица за кои имало уредни досиеа со извршена процена од страна на Бирото за судско вештачење. Се работи за над 7400 семејства што претрпеа штети од поплавите. Исплатени се и 224 милиони денари на земјоделци чии земјоделски поседи на отворено и во пластеници претрпеа штета од поплавата. Приказните на жителите што ги посетивме беа различни, но сите имаа иста мисла. Велат, штетите ќе се исплатат, но никој со ништо не може да им го надомести стресот што го претрпеле, стравот што и по една година се уште го чувствуваат, и болката за најблиските што ги загубија, и негрижата од државните органи. Според официјалните податоци на МВР, лани во поплавите загинаа 22 лица. 16-месечната Елиф, која ја однесе водата, се уште се води како исчезната, бидејќи по една година никој не знае дали таа е жива.